младите денес не слушаат. Но дали е тоа проблем или конечно знак дека почнуваат да размислуваат со својата глава? Дали послушноста е доблест или само навика што не држи во место? Во ова специјално издание на Биди свој ќе разговараме со млади, амбициозни и успешни луѓе и ќе пробам барем јас како повозрасен да потпрам на оваа дебата и да разјасниме дали денес младите влечат повеќе на кај послушноста или на кај самопочитувањето. Најпрво да им посакам добре дојде на моите гости. Би започнала од единственото машко што го имаме, Филип Калеџиски, студент по медицина, директор за медицинска наука и истражување при ЕМСА Македонија, уредник и водител на Пулс, и мислам дека ќе откриеме уште нешто во текот на емисијата, област во која си успешен. Филип, добре дојде. Добре дојде. Славица Ангелова, естраден уметник и студент на медицина. Славица, добре дојде во мојата емисија. И Софија Пандева, студент на правен факултет, одбојкарка во ОК Наковски Волја и Струмица, дел од македонската репрезентација одбојкарска и има сигурно уште некое поле во кое се бориш и сакаш да бидеш успешна. Уште еднаш добре дојде. И на самиот старт барам мислење. Послушност или самопочитување? Филип? Видете, интересно прашање многу и баш нешто што во денешницата има дилеми околу тоа прашање. Јас би рекол баланс. Зошто баланс? Треба да бидеме послушни или да се самопочитуваме. Затоа што ако бидеме само послушни во текот на целиот живот и како млади, и подоцни како зрели личности, мислам дека би живееле во сенката на друг човек, односно кон тие што сме послушни. А доколку имаме подоцна нели самопочитување, мислам дека ќе се изградиме како успешна индивидуа, успешна или персона и понатака можеме да чекуваме кон животот, па и ние да бидеме луѓето кои од нас ќе слушаат понатака во младите генерации. Така. Јас мислам дека треба да имаме еден баланс помеѓу послушност и самопочитувањето и да се изградиме како личност. Да. Славица, успева ли некако Славица да најде баланс помеѓу послушноста и себепочитувањето? Па да, јас мислам, еве ќе се надоврзам, истото мислење го делам со Филип. Мислам дека треба да има некој баланс, секако, но на прво место јас би го ставила тоа самопочитување. Да се самопочитуваме и да си го имаме тоа нешто во самите себе. Едноставно треба да сме послушни, но треба да само така да збираме позитивни работи од сите други луѓе кои што не обкружуваат на некој начин. Најубавите работи, како што јас и ги гледам така работите, гледам да црпнам од секој по нешто само убаво, никогаш негативите. И да, мислам дека еве на прво место самопочитувањето и потоа исто така и послушност. Софија, како стојат кај тебе работите? На каде влече Софија? Со Славица, дека секако треба да имаме некој баланс помеѓу двете. И јас тежам кон тоа самопочитувањето да биде на малце повисок степен од послушноста, бидејќи од најмала возраст ги слушаме родителите, ги слушаме неглистите, ги слушаме повозрасната всушност, што ќе ни кажат дека нормално ги имаат поголемо искуство од нас, знаето работа, знаат многу повеќе од нас, но како растеме, се собираме некој свое животно искуство и мислам дека најпрво треба да се самопочитуваме себе си, за да можеме и таа послушност да влечеме кон нас и да се изградиме во подобра личност. Добро. Сега, зборот не. Нели знаете, вие младите многу често да ни кажете пред се на нашите родители не или не разбирате. И сега зборот не, дали значи мрзеливост или тоа е знак на самосвест, дека вие знаете веќе што сакате и дали често постои потреба да го оправдувате тоа не ако го кажете? Славица, кажуваш често не во животот за одлуки или за начини на кои функционираш? Па секој си има некој свој став, своје размислување. Јас сум од типот на луѓе кои што делуваат мирно така и дека не знаат да кажат не, но ствари сум човек што кога ќе си зацрти нешто,
Знае да системи пресече. кон тоа, да, знае да пресече. И да, си имам многу така некогаш со мајка ми, со татко ми да им кажам не, но секогаш подзастанувам и се подпрашувам, нели, добро, но тие се луѓе кои што имат, еве како што кажа Софија, многу повеќе искуство, нели, од нас. Знам да ги послушам, но на моменти знам да кажам не, се разбирам. И си стремам кон тоа. Филип? Твојот збор не често се слуша? Мислам дека да. И често го употребувам зборот не од типот на мразеливост, туку од типот да пресечам и да го кажам моето мислење. Не дека сега имам некоја големо животно искуство, сепак имам само 21 година, ама до сегашното искуство што го имам стекнато како студент и искуството во текот на животот, мислам дека за некои работи сум способен и спремен да кажам не и да пресечам и на крајот од денот да исклучам и во право. И особено сум горд на тоа, како што спомнавте, дали не е знак на мразеливост. Па видите, зависи како перцепираме, некогаш не може да биде знак на мразеливост, но јас мислам дека зборот не треба да се употребува кога сметаме дека навистина сме во право. И дали треба да се објаснува? Апсолутно не. На места некогаш и треба да го образложиме и да кажеме зошто не, но некогаш и нема потреба од тоа. Да, но дали чувствуваме потреба, знаеш, се случува не само на родител, се случува на ментор, на професор, на тренер, еве Софија, мора ли секогаш да се објаснува? Чувствуваш ли потреба дека секогаш треба да го објаснуваш тоа? Во зависност од ситуацијата, еве со спремаме утакмица, да кажем, со тренерите, тие кажуваат некое нивно мислење, а говорат наше мислење, ние ќе се спротивставиме доколку сметаме дека е поразлично, ние ќе се спротивставиме на нивното мислење, често ќе кажеме не, моите тренери и сите што пратат одбојкама знаат не некако доста тврдоглава, доста решителна и дека често го употребувам зборот не, кога се борам за нешто што знам дека сум во право, нешто што го имам зацртано дека треба да биде така, но се разбира дека се оберам со родители. Сега тоа тврдоглава ќе го дискутираме дали всушност нели е само себе почитување или пак како што знаеме ние да кажеме удараш со глава во зид, тврдоглава си. Ти спомна исто. Знаат да кажат нели дека сум тврдоглава, но тоа е себе почитување или Јас искрено сум тврдоглава. Да, тврдоглава сум, многу тврдоглава. Сега кога слушаат мама и тато од дома, точно така, нека знаја. Многу сум тврдоглава, но едноставно мислам дека јас ова карактерна што имам, мислам дека во многу случаи ми носи и позитиви. Поради тоа што кога си тврдоглав, кога ќе си зацрташ нешто, се стремиш кон тоа и сакаш да го оствариш. Јас така ги гледам работите, не знам. Инаку никогаш од гледна точка, како што е во прашањето, нели, дали е мрзеливост зборот не, јас мислам дека никако не е мрзеливост зборот не. Да, си имате свој правец, своје размислување, размислувате со своја глава. Филип, денес некако ми стои дека младите многу полесно се откажуваат кога ќе видат нешто што не им одговара, или пак полесно ја менуваат насоката од која се движат? Многу здраво за личноста што така да успее да промени нешто. Тоа апсолутно треба да се случува. Сега дали се откажуваат, од мојот досегашно искуство што сум гледал и студенти и млади личности, има, не дека нема, и секогаш имало и ќе има. Но мислам дека преовладува бројот на тие што се пренасочуваат и тоа е сосема окей. Затоа што ако една личност, млада личност која што пред неа нели е животот, не се пронашла во некоја соодветна област и го промени правецот, е сосема нормално, затоа што ако самата личност смета дека може да успее на друго поле, тоа е сосема коректно и тоа нека биде и апел, затоа што дури сме млади можеме да правиме промени, да променуваме правец, а не подоцна која ќе бидеме во поодминати години да ни биде криво затоа зашто тоа не сме го направиле и ќе си кажеме многу често тоа сега и ви постарите го велат, кога бев млад што тоа не го направи. Се каеме за некои работи кои ни поминувале, а не сме ги прифаќале. Да, па затоа мислам дека треба апсолутно да кога млада личност има перспектива кон нешто друго, моментално се наоѓа во некој друг дел, слободно треба да се пренасочи. Дури
дури некако гледам младите сега се плашат, гледам моите што ќе кажат, ама јас не можам, моите ќе ме критикуваат. Несигурни се некои. Несигурни, Да. апсолутно. Ете тука е проблемот, мислам и на крај, тие нема да го променат правецот, некои храбрите што би рекол јас ќе го променат, а останатите ќе останат и можеби ќе бидат незадоволни од живот. Па тоа и до семејството, мислам јас. Ако ти дава поддршка семејството и ако те бодри, мислам дека нема да имаш таква несигурност. Да, важно е семејството како не гради и како не поддржува. Јас имам ситуации, Софија знае често да биде одлучна на превари, нели? И да освои поен и покрај тоа што тренерот знае да ти каже не така. Како го викате тоа? Куваш топка? Да. Што се случува во тој момент? Што преовладува кај тебе? Ќе го дадам поенот пошто сака нека биде. Да. Искрено тоа мислам дека е самобогатство и храброст. Тоа можем да го издвоим како дефинитивна храброст стварно, затоа што има клучни моменти каде играта е договорена да биде една, а јас всушност излегувам од систем и играм нешто друго. Тоа би можело да не кошта многу, но исто така одбојката е ситуационен спорт. Јас ако сметам дека во моментот тоа треба да го направам, сум видела дека има празен простор, можем да ја префрлам топката дека ќе земам поен, можем да го направам тоа, нели да. Ама ако префрлам без да знам кој каде се наоѓа, без да знам дали ќе е сигурен поен, овде веќе настанува хаос меѓу мене и тренерот, па имам последици. Така, но тоа се тие храбри потези кои ве бележат во животот. Еве како јас го имам запаметено секој твој потек така. Сега, кога зборуваме за некои основни вредности, еве спомнуваме почит, труд, одговорност, благодарност. Ние често возрастните знаеме да кажеме младите ги немаат веќе тие вредности. Дали вистина вие веќе ги немате тие вредности или се некако редефинирани во некој ваш младечки облик тие вредности? Филип, ајде. Како машко ти даваме предност постојано. Дали тие вредности се изгубени од нели времето кога нашите родители и баби биле млади? Јас сметам дека се изгубени, ама не до крај. Можеби сега ние можеме тоа да го перцепираме како дека се редефинирани. Но дали сме во право, не можам да кажам. Сепак мислам дека младите имаат доза на почит, но во овие моменти, сега во кој што живееме и во оваа ера во кој што живееме, сакаме тоа почитување да ни биде и вратено и од постарите од нас. Сега тоа постарите мислам дека и не го разбираат, затоа што јас конкретно секогаш кога земам некој за пример, се земам себе и мојата фамилија. Па мислам дека во мојата фамилија, на пример, што се моите баби и дедовци, имале огромна почит кон постарите. Сега и ние имаме почит, ама и ние бараме да бидеме испочитувани. Дадам пример со конкретен универзитетски професор, што се случува денес. Апсолутно има почит кон таков авторитет, но гледам дека ние колегите на медицински факултет во Скопје конкретно бараме таа почит да ни биде вратена, односно професорот нас да не почитува, па за да можеме и ние да го почитуваме. А дали се губат тие вредности? Мислам дека да. За жал. За жал, да. Ние, пак ќе кажем, во наше време сега, да не излезам многу постара, јас сам, ајде, пак имаме разлика, во наше време ни беше страв да отидеме до канцеларија на професор, да тропнеш и да прашаш нешто. Што се случува сега, еве, на факултетот? Па сега е многу поразлично. Јас, еве, можем да почнем од тоа како бевме ние во средно и во основно. Пример, во средно и во основно, ајде, јас сум таа прелазна генерација каде што се беше малку тоа задржано, нели? Се уште имавме, да. Но сега, моментално не е така, а тоа не е така, јас мислам дека има многу врска тоа што и самите наставници, професори, учители, што и да било, не знаат како да се вклучат во новиот систем. Законите се променети како прво. Тогаш во времето на мојата мајка, татко, значи се имале право и да ги испадат, нели, од час и да им кажат што било. А сега не е така. Да, имавме стапчињата, патекуваат за уши. Да.
И сега не е така. Јас мислам дека најмногу од тоа нешто придоаѓа сето тоа. И самиот наставник или учител, како што кажав, не може да се прилагоди на денешниот систем. Едноставно е збунет, не знае како да си оформи некои свој правила и децата го гледаат буквално само како една фигура која што држи дневник во раката. И ништо. И тука доаѓа и непочитувањето, нели? Јас имав професор по географија, се сеќавам, знаеше на табла да напише взаимно почитување. Тогаш не го сваќавме тој збор, но сега мислам дека имаше голема вредност тоа што го пишуваше на табла, взаимно почитување. Софија, постои взаимно почитување помеѓу тебе и твоите, ајде професори, малку да ги оставиме тренерите на страна. Постои ли тоа взаимно почитување всушност? Мислам дека почитувањето од наша страна спрема нив е изгубено до некаде, не целосно, до некаде е изгубено, но ние помладите очекуваме да нас почитуваат исто толку колку што ние ги почитуваме. Сега кога некој професор ќе се постави лошо спрема нас, нема поџи, мене гледа како негови колеги, туку како ученици дошли овде, предавањето треба да заврши, истото треба да заврши и толку. Ние тоа помеѓу нас студенти го коментираме доста. Така, и коментираме сите професори, нели? Но очекуваме да ни биде вратена почитта за да може да даде на ние уште толку повеќе почит. Пак Славе напомена, повеќе од наставниците, професорите и други се како фигури. Не знаат своите правила да ги задржат, туку тие очекуваат да остават правила и само да бидат правилата почитување. Всушност има многу разлика од карактер до карактер на дете, од домашно воспитување. Сепак од основно средно училиште овде се повеќе вклучени и родителите. Кога во основно училиште ќе се случи нешто на детето, се вклучува родителот. Да, порано не беше така. Да, порано знаеше родителот да те искара дома, зошто не си го почитувал. А сега е обратно. Се расправаат со наставниците, зошто наставникот не го почитувал детето, а детето всушност се обратно. Добро се согласувате со ваквиот начин на воспитување, еве вие сте. Не. Никако. Апсолутно не, затоа што мора да нема некаква граница, да видиме реално. Што сега кога не настана збор за основно образование, пошто аз живеам во Словенија, ако сум од Берово, не живеам во Скопје поради студиите, јас да не речам, ама сум згрозен од помладата генерација, од мене. Затоа што немаат основни вредности, мислам дека апсолутно веќе ги губат. Немаат почит кон постари студенти или колеги, да? И луѓе во автобус, во јавен превоз. Брутално однесување, што напомнеме Софија во основно образование што се случува. Исто така, апсолутно родителите одат се караат со наставниците за своите деца. Пример лично за мене. Мајка ми никогаш нема дојдено за да се расправа за мене со наставниците. Најпрво тргнувало од нас Софија што направи во училиштето за да добиеш вакво однесување од наставник, од професор, и да сум била во право, ќе пробат да направат некој баланс, па и јас да чувствувам некоја вина за однесувањето. Се уште очекуваме ние возрастните, вие да не бидете скромни и послушни деца, нели? Тоа се, еве и јас сум родител и секогаш знам да кажам, нели, почитувај го професорот, биди послушен, скромен. Сега, колку таа скромност се цени во денешно време? Или не дај Боже некогаш знае да се поистовети со наивна. Ако си скромен, значи ли дека си наивен или не разбираш што се случува? Не, воопшто. Во денешно време јас мислам дека се цени скромноста. Скромноста како јас ја гледам како врлина, нели? Мислам, од моја перспектива, поради тоа што ми е ми е донела многу позитивни работи во животот и така сум воспитувана на некој начин да бидам секогаш скромна. Никогаш не сум била нескромно дете, но во денешно време тоа не се цени, да. Тоа е една особина која што се гледа како глупавост или ќе те направат буквално како да си наивен. Тоа е некако, мислам, многу лошо
А од таа особина всушност може многу позитиви да се излучат. Така. Филип, скромноста се цени помеѓу вашите генерации во денешно време. И друг момент, факт е дека вие сте млади луѓе, нели, од мала средина, произлегуваме и јас произлегувам од мала средина. Колку и тоа ве кочи во тој успех, патот по кој одите? Вака сега, като што напомнав, јас доаѓам од Берово. Берово е мало. Со тоа што во Берово генерално, моите ме училе на скромност. Татко ми цело време кажува, биди добар човек, после се друг. Но дали кога јас како млада личност што од средни денови заминувам во поголем град, од средно-црншкотски денов заминувам во поголем град да се инициирам, а потоа и во Скопје или на студии, дали тоа е така? Реалната слика не е така. Како старица што кажа, во денешно време јас гледам и помеѓу моите колеги и останатите студенти на УКИМ, па и сите млади личности во Скопје, скромноста апсолутно се смета за глупост. Да. А е врлина дефинитивно и добра особина. Еден конкретен пример ќе дадам, од кој што јас искрено, да не кажам дека се и грозам на моменти, е тоа што некој пример, некоја млада личност, нема iPhone, тоа се коментира на голем. Зошто нема iPhone? А може би не сака, таа личност е скромна, сака да има некој пообичен телефон, нели, за да може средствата ги дава за тој телефон да бидат наменети. И всушност не припаѓа во таа заедница, нели, и средина. Апсолутно, и тоа е буквално, да не кажам, баш лоши изборови ги слушам помеѓу младите. Е сега, колку социјалните мрежи, знам, имаат големо влијание, но секако сакам да слушнам и ваше мислење, колку социјалните мрежи ги направија сите овие вредности да не се повеќе ваши вредности? Најмногу. Да? Најмногу, јас мислам. Најмногу поради тоа што на социјалните мрежи е се достапно веќе. Се можеме да видиме на социјалните мрежи и тоа да си благодарен, да се чувствуваш добро, сите тие емоции кои што уствари се вредни, нели? Да. Младите и мислам јас сум млада, да не се ставам во кошот со повозрастните луѓе, но пак ќе кажам, бев како некоја преодна, нели, генерација. Можам да кажам, да зборувам за помладите од мене. Мислам дека ги губаат тие емоции, тие чувства. Пример, јас никогаш, кога бев помала, немав, ајде да кажеме, достап или не ми е текнало така, да влезам да напишам некој име на некоја држава или место каде што ќе ме носеле моите. Јас сум имала чувство на трпеливост, на тоа во мене да врие, да знам, да си замислувам, да фантазирам во главата како ќе изгледа таму кога ќе одам. Такви некои емоции. А денеска децата не знаат што е улица, не знаат да си играт на улица. На улица, да, апсолутно. Само се на социјалните мрежи и гледат како роботи се буквално по мене, не? Да. Неофицијално, нели, пред да започнеме со снимање, споменавме дека веќе живееме за другите. Софија, посебно овие социјалните мрежи, нели, ако отидеш на одмор, мораш да постираш дека си таму, за тоа што знаат да кажат луѓето. Ако не се постираш, како да не сум бил. Социјалните мрежи се најголем виновник за нашниците што е. За младите, за нас, па макар и за повозрастните. И ние можеме да ги сметаме во овој кој, затоа што и ние сме таму, добро. Видиме некои повозрастни се сликале таму, биле на друго место, биле со тој, биле. Тоа е што напоменавме дека живееме за другите. Сакаме да се докажеме, отидовме, видовме, не знам, Айфеловата кула. Да. Или било што друго. Во Франција бевме за Великден и сега мора да се постира тоа, да се каже. Станува како нешто што мора да се направи. Ова нешто мора да го направиме. Патуваме, мораме да се сликаме и да објавиме каде сме били и с кој сме били. Што велиме дека живееме за другите, за утре кога некој друштво ќе седне на кафе да рече, биди го тој бил таму, бил за тој. Да се оговара. Да. Дали ги ставиме на пиедестал веќе овие вредности, шетање, айфони, пари, наместо реалните човечки вредности? Апсолутно, да. Се величат многу повеќе од човечки вредности. И совршенство се бара на некој начин. Да. Се изгледа совршено на социјалните мрежи.
Посебно ова Смислено, инфлуенсерите, да. сега нели се најактуелни, тренд се инфлуенсери, па се заработува пари преку социјалните мрежи. Кој е вашиот став? Филип, ми спомна нешто пред да почнеме. Да, апсолутно. Видете, ние како што спомнавме сите нели тука, цело време сме со социјалните мрежи на Инстаграм. Мора да напоменеме дека сега се многу поактуелни самите рилсови што ги гледаме. Тие рилсови траат од 10 до 20 секунди па и 30. Апсолутно, да. Тоа се инстант и брз. Ние сме научени да живееме многу брз живот, за разлика кога било нели поодамна, не било така. Некоја млада личност за да почне да снима и да биде нели да врши инфлуенс, мисли дека може да биде тоа секој, нели? Да, Може- денес сите, некако Да. сите се на TikTok и оној кој треба и оној кој не треба и сите се замислуваат. Само да морат да младите да разберат дека инфлуенсерството не е регулирана професија по ден. Инфлуенсерството може денеска, иако јас себе ќе имам за 2 месеци, ќе имам 10.000 фоловерси, 15, 20, ќе почнам да снимам, ќе почнам да соработувам со компании, ќе промовирам, но не е регулирана професија. Јас може овој месец ќе имам 10 соработки, наредниот може 1. И многу младите треба да сватат едно. Па јас тоа го имам сватено многу од подамна, но уште од средношколски денови, дека успехот не се гради за 1 месец, за 2. За да биде некој истраен и успешен, тоа е долг процес кој што треба да го изоди. Апсолутно. А за 2 месеци дека некој ќе стане инфлуенсер и ќе може да живее и да работи, рака на срце, дај Боже, така да можат сите. Так. Ама мислам дека тоа не е истреност и тоа е инстант кој што е во моментот и подоцна ќе исчезне кога тоа беше. Многу Да. брзо сакаат да стигнат. Јас Да. мислам до финанси. Да. Некои луѓе и тоа е и Да, но најголема еве, ти се страден уметник, инспирација, да. Може ли преку ноќ да се стане и успешен Може, и да. Но мислам, јас моето размислување за тоа е дека ако сакаш да станеш преку ноќ такво нешто, Мгм. ти треба да се групираш. Да. Треба да станеш нешто вау, нешто што ќе привлечеш внимание на сите луѓе околу тебе, еве на социјалните мрежи, како да било. Но тоа Да те по мене- шеруваат, да те Да. споделуваат, но Но тоа не е истрено. Ќе траеш можеби неколку месеци и така, Мгм. нели, како што Да. кажа ти, но после сето тоа го снемува. и се заборава, да, за 3 дена. Софија, што е успех? Ајде, кога сме овде кај успехот. Филип и Славица, тоа е факт кој мораме да го поменеме во живот. Секој е успешен на некој поле. Еве, јас го земам спорт. Тоа е пат кој на некои моменти ќе биде мазен, ќе биде прав, ќе биде секако што треба, Мгм. но на некои моменти имаш дупки, имаш препреки, имаш трнови. Мора да го поменеме тоа за да стигнеме до некое ниво. Секој си има зацртано различна цел, секој се задоволува со различен процент, Так. некој и да стигне до целта, каже, сакам уште повиска цел, ќе си постави уште повиска цел и ќе работи уште за тоа. Некој се задоволува па од малку Мгм. и тоа му е доволно. Како и да е, успехот е пат кој тешко се минува. Так. Сега, кога сме кај успехот, дали некогаш сте се чувствувале да бидете под притисок за да бидете успешен по нечија туга дефиниција? Многу често. Да? Еве, како спортист, општеството очекува од нас ние секогаш да сме перфектни, ние секогаш да сме идеални. Игравме куп сега последно. Да. Први сме на табелата, но купот Мгм. купувавме од поздолу класирана екипа од нас. И Тоа јавноста. Значи, немав како да го избегнам моментот да не излегувам на улица. Кој како да ме види, како можевте, како успеавте, тоа е срам. Не, воопшто не е срам. Едноставно топка е. Не знаеш Мгм. како ќе се заврти. Не знаеш на кој ќе му тргне, на кој не знаеш. Тоа е спорт, нели? Да, Зависи да. од самиот Не ден. знаеш кој колку ќе пружи, посебно и женски спорт. Женскиот менталитет е многу поразличен од машкиот. Но ете, често зависиме и паѓаме под притисок од надворешното мислење што ете не треба да допре до нас, Мгм. но нема како да го отргнеме целост. Так, Филип, дали ти се движиш по некоја, си се движел понекогаш по тугата дефиниција за успех? Не, апсолутно. Јас уште на почетокот кога стапчев средно училиште,
подосни факултет. Јас се информирав дефиниција за успех сам по себе, како мислам. Апсолутно. Грабам добри примери од многу добри успешни професионалци. И доктори, и останати успешни лица на своето поле. И на крај се оставите на дефиниција по која што јас сакам да се движам и да одам. Дали сум бил притиснат некојаш за успех? Апсолутно не. Јас доаѓам од семејство кое што не се високо образовани. Со тоа што моите никогаш не ми кажале ти мораш да учиш за да завршиш факултет, ти мораш да бидеш доктор. Како се јави кај мене за самосвесноста дека јас треба да направам промена, може би јас сам не знам, со тек на времето се согледување на тоа дека ако не сам, и ако не јас, никој нема да дојде да ми каже на тацна или победи ова твојот успех, ова твојата кариера, изволите земи си. Не. Так. Јас почнав сам. Апсолутно моите тука беа секогаш со финансиска поддршка, со поддршка целокупна во текот на моите средношколски денови, сега и на студентските, но никогаш не сум бил под притисок. Ти можеш да бидеш како тој. Тоа никогаш од моите Најлоша според. Да, јас моите никогаш не ми била прикажана таква некоја или компарација за да се споредувам со некој. И многу сум среќен за тоа и на крајот од денот кога ќе се присетам и моите кога разговарам со нив, ми кажуваат дека тоа е само мој избор, мој пат, никош не сум бил притиснат, затоа што многу често денеска помладите, баш гледам, знаат да ги обвинат родителите. Ти ме натера на тоа, ти ме натера да се запишам на тој факултет, ти ме натера да се занимавам со музика, со спорт. Не среќни. Ама често родителите имаат голема улога во тоа. Често ги насочуваат своите деца. Кога дете сака нешто, тоа не е добро. Оди нешто друго. Да, ако, например, јас ако сум доктор, не мора по секоја цена мојата ќерка или син, нели, да учат медицина. Речете комплекс, уствари, Да, ама тоа е. Обштеството ни е такво, и кога родителот е доктор, детето ти е доктор, па детето ти е доктор. Така. Има многу такви примери. Да. Тоа е дел од денешницата, мора да признаеме. Сега, која е полоша варијанта? Дали ние повозрасните, кои очекуваме постојано да не слушате, или младите, кои се полни со самодоверба и воопшто не слушаат? Што е полошата варијанта? И двете се еднакво лоши. Да. Јас мислам дека и двете работи така. Имаме ли ние преголеми очекувања од вас, младите? Или знаете вие често да кажете не ме разбираш? Што ви значи тоа, бе деца? Кажете. Има тоа. И кај мене, пример, конкретно, јас кажувам цело време, вие мене не ме разбирате. Пример, еве кај нас, повторно ќе си го спомнам Беово, се научени постарите и бабите и дедовците дека за нив работа е копање на нива, чување на животни, домашни животни. Не дај Боже инфлуенсер да те видат дека си. Тоа не биде групирање. И тие се навикнати дека тоа е работа. Јас мислам дека, пример, јас кога кажувам на постарите и на бабите, на дедовците, на роднините во Берово, имам многу заучени, имам обврски со снимање на студентски на подкастот. Што не е работа? Јас учам, пример, по 12 час. Што учиш, седиш. А на еден начин тоа е мозокот работи. Цело време, значи, прима информации и тие не се навикнати на практички на таква работа, тие се научени повеќе на физичка работа. Мислам дека тука постарите треба да разберат и да се вклопат во денешницата во која што ние реално живее. Да, нема избор баш тогаш. Друго време. Друго мора да се прилагодиме. Софија, се почувствувала ли некогаш дека мора да разочараш некој околу себе за да постигнеш успех? И дали ти било криво? Еве, например, родител да разочараш дека они очекувале тоа да се направи, ама ти тргнуваш по твој правец? Не. Секогаш родителите се ми дозволувале да имам слобода за било што. Конкретно кога се одлучил за факултет. Ти се меша? Ни дала нивно мислење, но во нијан момент не ми се меша, ми рекла, твоја одлука, твој живот, доволно си возрастна за да знаеш што сакаш и каде да се определиш. Сега, на почетокот со спорт кога почнува, овде имаше малку мешаница. Ке бидеш одбојка? Не било да женски, па не знам што, ајде одбојка ги пробаме, но со родителите конкретно никогаш не сум имала момент да ги разочарам, затоа што
и од нив излегува тоа дека тие се многу горди на мене за се што јам достигнато, дека знаат колку голем борец сум всушност за след животот. Имам проблеми со тренер, немам споделено со них, имам проблеми со професор, со некој предмет го немам положим, немам споделено со них, туку проблемите си ги решувам сама и си чекорам гордо да кажеш. Так, секој родител е горд на такво едно дете да има. А кога спомнав фудбал, сега ми е јасно зашто играш и од време на време и со нога таму во одбојка. Да, Славица, има момент кога сите ќе ве прашам да се присетите на момент кога имате кажано не на некој авторитет и на крај сте биле во право. Например, ментор во музиката, еве, одлучуваш сама, па си имаш речено не во одреден клучен момент? Па да, јас сум знаела да кажам не, кога сум мислела дека нешто што го правам е коректно. Конкретно еве за музиката, па да, еве пример сега во Звезда Гранда кога бевме таму, имаше моменти каде што не ми се допаѓа некој песник кој што ми ги дава менторот или за облеката, еве по-конкретно да кажам. Јас сум тип на човек кој што не сака да се разголува, не сакам да сум поскромно облечена. Тој првиот пат кога требаше да се одбира што да облечам, ме седнува и кажува: "Слушај, ти ќе го носиш ова", и ми покажува некоја слика со шлица од овде до, И викам, не. Тоа викам нема да се случи во текот на овие 9 месеци. По цена да не излегувам на сцена, Тоа си едноставно мој став, така се размислувам. Јас сум сепак таа што ќе го носи тоа на сцената, што ќе се покаже пред другите луѓе, така во ова светло. И сакам некако да си чекорам по мирниот пат. И тоа ме виде и едноставно се повлече. Мора да почитува тоа. Филип, медицината е една од строга професија. Не строга во смисла, да лекувате луѓе, спасувате човечки животи и претпоставувам дека има правила кои строго треба да се почитуваат. Сега има ситуација кога некои правила биле погрешни и ти мора да ги следиш, а подсвесно знаеш дека погрешно е тоа? Така. Многу интересно прашање, морам да признам, затоа што и колешката Славица ќе се сложи со мене. Да, доктори сте вие, колеги. Значи, медицината, ние како студенти изучуваме подпишани правила и протоколи. Протоколите во одредени ситуации мора да бидат следени. Но од друга страна, тоа мене ми од една професорка останато што ми има кажано, дека во медицината правилно не. Нема, да. Зошто? Затоа што секој пациент, секој клинички ентитет, секоја диагноза се засебно приказна со се. Ние треба, како млади студенти, подоцна како лекари, да створиме едно критичко размислување, кој што потоа критичко размислување ќе можеме да го примениме во одреден случај. Апсолутно, дека не секој пишан протокол, не секој пишано правилно мора да биде така. Има многу отстапки, но ние, како студенти, како лекари, мора да направиме, буквално да се надоградуваме, за да може да пристапиме соодветно кон одредена диагноза, одреден случај, за понатаму да можеме, пошто во текот на кариерата ние ќе имаме милион различни диагнози. Некаја секоја иста диагноза ние ќе постапуваме по пишаниот протокол со шега. Не може имаш систем направено, мора да има систем, кој што тој треба се почитува. И секако дека и ние, кога ќе видиме ќе согледаме една ситуација на одредена диагноза, ако не се соодносуваме со протоколите, дефинитивно нема да ги спочитуваме, затоа што ако ние сметаме и нашето искуство смета дека треба да се направи нешто друго, е апсолутно прифатливо. Многу убаво, како што спомнав, велат дека во медицината тоа е 12. Тоа, вие медицинарите често го споменувате, нас не е јасно зашто 2 и 2 не се 4. Во одбојката се секогаш 2 и 2. Тие поени се битни во одбојката. Се индивидуално, тоа мислам дека сака да се каже. Секој пациент, секој човек си е различен,
Секој организам е различен едноставно. И не секое правило треба да се Да. почитува. Почитува, особено Апсолутно. на кај пациентите, затоа што како што напомена, сите се различно прикрива за себе и секој може би бара различен пристап и различен протокол што ќе треба да биде следван тоа. Да. Така, во спортот како е? Те учи на дисциплина, на самоконтрола? Тесно се поврзани. Аха. Дисциплината и самоконтролата се доста тесно поврзани. Спортист не можеш да гледаш без да имаш дисциплина. Нема шанси. Ако тренер каже нешто, тоа е негов конечно размислување, така ќе биде. Ти можеш да Мора да се кажеш, да почитуваат тие дебатираш. правила, нели, кои ви ги налагаат. можеш да го дебатираш таа одлука, но неговото е последно. Не ти се оди на тренинг саба или рано, мора да станеш. За да стигнеш до некоја ниво на играч, на спортист, мора да станеш и водиш на тренинг. Немаш мотивација. Мора некако да се истараш сам себе и да одиш на тренинг. А ека само контролата, и јас лично од мене тргнувам, сум многу изгублива. Сигурно е одредено. Но те мора да имам некој момент на самоконтрола каде емоциите, чувствата ќе си сведам на минимум. Ќе размислам како да постапам во ситуацијата за да може да истерам до крај. Така, професионално верувам дека сите имате самоконтрола, но кога станува збор за дома, за приватно, да, знам дека пак ќе се вратиме на тоа тврдоглавост, не слушате, ние ќе ви кажеме едно, вие си терате по ваш пат. Еве, пример ќе земам, знам дека сега сте возрастни, не верувам дека мама знае да врти во 2 часот наутро каде си, врати се дома, но се случувало, нели? Да. На излегување. Сега, присетете се што би се случило, нели, во момент, сигурно и ви се има тоа десено, се јавува мајка ми во 2 часот, одма врати се дома, пуштена си до 2 часот, а веќе 2:15, 2:30, а вие сте на добра журка. Што би направиле? Послушност или? Во овој момент мислам дека послушност. Би се вратила дома? Браво, послушна девојка. Ама ти се има ли таков момент случајно? Не, конкретно не, затоа што кога ќе ми кажели пуштена се до 1 до 2 без разлика, сум била дом. Во тој момент сум била дом. Јас одбрав за гости деца за пример, тука не може да даде. Филип? Сега да не слушате дека тоа ќе го повијам, примерот, ама јас вистина не можам да се сетам дека мене некогаш ме ограничиле да Да, исто и јас. Дајте други деца. Некој понепослушни. Мислам дека тоа зашто не ми се јавувале, не ме барале. Има Да. добар водел. Добар, апсолутно. Не се злоупотребувал, Да. може би. Да, И мислам тоа е. дека довербата е добро. Славица, ти немаш излегувано цела вечер, Не, па јас да те имам. бараат на телефон, па кажни, кажете нешто. Па јас, искрено јас можеби ќе се класифицирам така како досадна лично за тој дел. Навистина, еве јас ќе се надоврзам и на Филип и на Софија, никогаш во животот мене, мајка ми и татко ми не се ми кажале: Славица, ти имаш да си дојдеш во 12:00 дома, да си нацртана пред вратата, никогаш. И јас можеби тоа сум знаела, едноставно, сум имала само свест. Сум знаела дека дома треба да си дојдам до толку и толку часот. И никогаш моите родители не се ме ограничувале, не дај Боже, и казнувале никогаш. Така да. Дали го сметате тоа ако родителите нели не ги послушуваат одредени деца, тоа е непочитување на родителите или едноставно вие сметате дека веќе сте доволно зрели и сакате, одлучувате да правите нешто по ваше? Па сега, ако зависи и до децата, јас мислам. Ако се некои деца и до годините, да. Ако се некои деца кои што злоупотребуваат, кои што едноставно не ги слушаат своите родители, тоа веќе тука мора да се омеша во тоа. Или се водат по мотото учиме само од сопствените грешки. Сметате ли дека тоа е во ред? Ние мајките и бабите, нели, знаат да кажат: во наше време не беше така, послушајме, ама нели ретко кога не послушувате и вие често настојувате да си терате по своje и кажувате: јас ќе учам од сопствените грешки. Важи се уште тоа мото? Филип? Да. Апсолутно важи. И јас пак ќе се земам себе за пример, од сите мои грешки сум учил.
Но морам да прифнам дека сум научил од први грешки. Тоа што сум ги согледувал и потоа ми биде како лекција како поразлично и како да се промени тоа за наредниот пат да биде нешто подобро. И тоа дека успехот се гради со грешки и тоа апсолутно стои држи вода затоа што ако не грешиме нема да знаеме кај треба да поправиме и да бидеме подобри. Така да мислам дека со грешките се расте, со грешките се успева. И убаво е кога ти грешиш подоцна, кога повторно нешто ќе се повтори. Конкретно во нешто што сме грешеле, подоцна ќе биде исправено, тоа е успехот и тоа е фактички тоа е дефиницијата која што ќе дефинира дека од грешките се учи. Да, и некогаш треба да се презме ризик. Апсолутно. Да. Па нема да знаеме како е. Ако не сгрешиш, не е подеднако чувството кога некој ќе ти каже, нели, тоа и тоа. Ако ти сам не го почувствуваш тоа, едноставно не е истиот филинг. Така, сакате да кажете да ве оставиме ваш младите, па макар и да правите грешки? Мислам не целост. Да. Треба Барам начин сега да видам колку ние сме ви потребни родителите во тој животен во тој животен тек. За дека родителите треба мудро да го следат тоа. Да. Зошто? Затоа што еве конкретен пример пак ќе дадам, мало дете или бебе или било што, кога ќе си избори печкото, ќе видите дека сгреши да нема повторно тоа да го направи. Па така как мислам дека и младите дека треба да се остават, ама нормално родителот тоа да го следи се тој процес, и ако навистина, нели, младиот човек греши, оди во епремна лоша насока, тогаш треба родителот да реагира, а да се греши, што напоминат, не е воопшто страшно и треба греши. И сега овде ми се наметнува и прашањето колку е оправдано тоа казнување, воспитни мерки, нели, на родителите. Како вие младите помеѓу вас се разговарате? Тоа влие негативно или позитивно врз вас? Негативно. Јас мислам негативно поради тоа што имам примери лични околу мене кои што јас никогаш во животот, пак кажам, не сум била казнувана од моите. Единствена казна, ајде да кажем, ама тоа не знам дали се броеви во казна, кога ќе изнервиравме со брат ми, мајка ми, па не праќаше во собите, па и праќавме писменца таму. Мамо, многу извини, ние се скаравме, но се смиривме сега, добри сме, пуштино од собите. Тоа го правевме единствено овие како мали казачки, но така сериозни казни никогаш. Јас мислам дека децата кои што се казнуваат или се гледат во стаклени звона, па се оди во ќошот, постои 30 минути и така нешто, тие се непотребни работи. Подобро да го седнеш детето, да разговараш со него, да му кажеш се што имаш да му кажеш, да го насочиш, да бидеш на момент пријател со него, не целосно пријател, но да ја има колку што можеме, но и да имаме само доверба едни со други. Да. И мислам дека така детето подобро од моја лична перспектива се гради во вистински човек и во вистински карактер. Овие казни и се тоа е во мене. И ова што знаат да кажат, ќотекот е од рајот излизен. Не важи, Филип? Не, апсолутно не важи тоа. За вашите генерации не. Тоа ние што сме трпели на времето, нашо е. Дека ќотекот и утепањето не е решение на се, ниту казнувањето. Не е решение на ништо. Апсолутно. Затоа што мојата генерација, никога бевме основно, мојот клас генерално имаше многу од соучениците кои што ги казнуваа поради банални работи, 3 пати извадена 4, извадена 3, денеска не сум бил нешто добар, дома ме казнија, нема да излегувам, по 12 часот како претходно што дискутиравме дома или по 10 дури, кога ние прошумаа тренеџерски денови, нели? И сега јас гледам дека родителите тогаш на тие мои соученици не им дале простор за да живеат, нели, тие тинеџерски години, и сега во студентските денови ги живеат. И прават многу полоши работи. И контраефект се случува, и тука мислам дека е проблемот. Јас затоа сум за да не се ограничуваат децата, да не се казнуваат, бидејќи ќотекот не е решение на нешто, да може само лошо да влие врз детето, не да може трауми да се создадат и нешто слично. И мислам дека тоа треба да биде исклучено од било која воспитна мерка. Славица многу добро кажа, подобро е муабет, мислување,
и да го согледаме детето преку мобел. Ќе нема да помогне да Ама колку дома го држиш детето, да кажем, еве казнато, или сега другарчињата се договориле, ајде ќе излеземе, не може ти дома ќе останеш. Колку што е дома детето, дома ќе биде многу мирно и ништо нема да прави, а кога ќе излезе надвор, тука настануваат проблемите, почнуваат, нели, не дај Боже, тепачки, кавги, расправи, таа Не можеш да си го препознаеш произлегува од нив, детето кога е надвор. Софија, како помина твоето детство? Со послушност? Имаше тука и таму некоја казна? Или разговор со родителите? Никогаш не сум била казнувана, никогаш не сум била ограничувана. Сум ги слушала многу, сум имала преголема почит спрема нив. И затоа мислам дека сум изградена во личноста што сум денес. Од мали години сум ги сватила вистинските вредности на личноста. Деца сме, си играме во малото, сме се искарали, сме се истепале. Нема да излезе родителот и да вика на другото дете зашто сме се карали ние. Туку мене ќе ме седна дома и со мене ќе разговара. Софија не е во така да се однесуваш, не си постапила како што треба. Извини се на другарчето. Утре ќе се извинам јас на другарчето и ќе биде се воретно, како што Славица напомена. Мислам дека со разговор може да се реши се. Так, заборавив уште нешто да ве прашам во релација вашите другари, вашата, нели, социализација. Колку овде се почитувате едни со други и колку зборот не важи и дали имате изгубено другар или пријател како резултат на вашето самодоверба и одржување на вашите вредности, гледате дека другарот не се движи во ваш правец, па знаете и да останете без другар. Апсолутно. Да. Полна самодоверба. Јас себе генерално имам изградено, да не речам, имам многу пријатели. Почнувајќи од основно образование па се до ден само па... Тоа е цената на успехот што го работиш или... Јас мислам дека да. И конкретно, луѓе кои што, пример, сум се дружил, сум бил близок изминативе година, две, некогаш се повлекувале, затоа што можеби не можат да се носат со тоа што бидејќи сум премногу амбициозен. И тоа некогаш им смета и тоа сосема окей. Па можам да кажам дека и девојка имам така изгубено, поради тоа што можеби, не знам колку е паметно, ама сметам дека е паметно, многу повеќе време потрошував на бавење и градење на кариера за 10 години да бидам поуспешен, отколку што посветував време на неа. Не велам дека тоа е паметно. Ама успехот и градењето на кариера си имаат своји последици, а тоа си губење на пријателства и на партнерки. Так. И сега тука морам да кажам дека вистинските пријатели што ми биле уште од рано детство со кои сум пораснал, се тука. И тие се вистински. А се другото мислам дека е инстант и моментално. Морам да напоменам исто така дека јас имам и колеги со кои што буквално, да не кажам, го делиме парчето лед, со кои што сум преблизок и исто така мислам дека тие ќе бидат на цел живот колеги. Ама има личности кои што доаѓаат и си заминуваат токму поради самиот процес во кој што се наоѓам јас конкретно, а верувам и и Славица и Софија, така да. Така, нормално. На крајот од денот тие личности не ни требало да бидат дел од живот. Да. Колку сте убедени, нели, дека не е лошо да се изгуби другар или пријател, во кој сметате дека не вреди да биде во ваша близина, доколку не се радува на вашите успеси, нели, и не е тука кога најмногу ви треба. Еве, градиш кариера како естраден уметник, од друга страна, нели, си и на факултет по медицина. Имаш такви компромиси направено, имаш изгубено личности како цена, нели, на тој успех? Па јас искрено сум многу голем пример за тоа. Во моментот кога беше баш победата, јас верували или не, изгубив многу луѓе околу мене. Значи тоа се случи како за ног, преку ноќ буквално. Ги снема пријателите. Да, ги снема и јас мислам дека постои најмногу таа завидливост, љубомора. Тие сите негативни чувства кои што може да се појават во душата на еден човек,
Јас реално да кажам, еве од сега, од ова перспектива кога гледам, како што кажа и Филип, требало овие луѓе да ги нема во твојот живот. Тие биле перманентни луѓе, не луѓе кои што се моментални, да научиш нешто од нив и да си отидат од твојот живот. Така да не треба да жалиме за тоа, поради тоа што сите се менуваме и не сме буквално на иста бранова линија, нели, со нив сега во моментот. И побитно е да си ги задржиш овие најблисок круг на луѓе кои што се околу тебе, кои што навистина ти посакуваат добро, кои што навистина сакаат да се до тебе. Без разлика ти дали си направил нешто во животот или не, треба да се ценат. Треба да се ценат. Софија, постои се уште вистинско другарство? Да. Постои, но се помалку. Ретко на кој можеш да се подпреш и да кажеш овде ти ми помогне, знам дека ќе ме поддржи, дека на мојот успех ќе се радува, дека во тежок момент ќе дојде и ќе ми пружи рака. Го има тоа, но многу е поретко колку што е било, колку што имам слушам од родители, баби, дедовци. Но верувам дека уште го има, само треба да се најде Знаат да кажат, пријателите се гледат кога ти е добро, нели? Кога ти е лошо, сите знаат да те жалат, а кога ти е добро, тогаш се гледа кој всушност се поддржува и кој е до тебе. Веќе сме на самиот крај. Сакам само за, на скала од 1 до 10. Зборувавме послушност, некако добив впечаток дека сте одговорни, послушни, непроблематични, млади луѓе. Сега, на скала од 1 до 10. Ако 1 е правам што сакам, а 10 е никогаш не сум рекол не на никој во животот. Каде ќе се рангирате? Размислете. Добро. Не е интервју за работа, размислете, кажете ми. Или правите што сакате, или слушате до крај. Јас секогаш гледам да помогнам. Така да, како и да се чувствувам во моментот, никогаш не сум одбила некој за помош. Така да, јас 11, не знам за вас. Човечноста преовладува. Докторот калкулира нешто се. Немате одговор за тоа прашање? Океј. И за самиот крај, веќе дојдовме до некој заклучок, нели, дека треба и да бидеме послушни, и да се има себе почитување. Кажавме, балансот е најбитен, нели? Сега, кога сме кај послушноста, дали дома знаете да помогнете, дали готвите дома, или пак во студентскиот живот? Си готвите сами или? Абсолютно, да. Јас морам да признам дека пошто ние конкретно имаме ресторан во Берово, и некако таму зграчив некои рецепти, гледајќи им препотените како готват. И сега кога одам во Скопје, знам нешто таму да пренесам и да направам, да ги викам колегите. Така да, искрено, јас живам да готвам, ама прво се потребно пењето, средувањето на најважно. Тоа. Добро. Види, сега машина за садови не можеме да ти поклониме, но можеме да дадеме продукти од Јока, нашите пријатели. Славица, готвиш по дома? Јас? Или на факултет? Повели? Само во Бугарија, искрено. Еве и за Софија? Услови за готвење. Да? Таму си имам така едно малодже. Како се вика? За брзинско нешто, да си направам макарони или било што. Тоа ми се смее мојата цимерка. Вика, ми ти шо јадеш? Јадеш само макарони? Јадеш само шпагети? Вика, па тоа е студентски живот, нели? Таму од мајката што ти ги праќа, да. И ми викам, шо да правам друго? Тука не можам само да правам манџи, јас викам, шо да правам друго? Има време, но секако продуктите, нели, млечните производи од Јока, јас верувам дека ќе ви се најдат и како во овој студентски живот. Спортисти треба да јадеш млечни производи, нели? Еве докторите да потврдат дека тоа се важни за вашето здравје. И сега за крај само кажете ми кои ви се вашите планови.
активни сте на повеќе области, не знам кој, зашто да прашам искрено. Еве, Филип, кажи ми, студент си на медицина, председател за медицински истражувања и така натаму, се движи со подкастот, го гледаме подкастот во добар правец и идни планови, каде секите гледаме понатаму? Идни планови сега за сега е да, како што напоменавте, директор сум на Столбот за медицинска наука и истражување и приемни на Македонија при медицински факултет во Скопје. Ке имаме некои проекти кои што ќе треба таму да ги изреализираме. Со подкастот нели си тераме, со тоа што некаде до крајот на јуни ќе заврши. Понатаму исто така со студиите на прв план. Имам уште 3 условни предмети кои што треба да ги положам сега оваа сесија за да преминам во четврта година и потоа ги услови немам. Мојата визија и иднината е дека сакам да направам промени во студентското движење и студирањето, особено на студентите на медицински факултет, така што ќе организираме, еве, сега можам официјално да најавам, четврти интернационален конгрес за студенти по медицина, што ќе биде во октомври. И нормално да ги завршим студиите, па да може да се вработам. Така да имам уште многу за одење и морам да кажам дека студентското студирањето сакам да го надополнам со вакви студентски ангажмани, бидејќи сметам дека ние сме младите, ние сме движечката сила, ние сме двигатели на општеството и со сите тие сега залагања што ги правам, подоцна сам дека ќе се исплатат и ќе излезат на виделина и ете се надевам дека ќе оставам некој белек за студентите по медицина, и да си студенти науки. Да, и да идните студенти да учат од тебе. Сега пак кажеме, битно е и тоа, нели? Секако да има и малку послушност, да не бидеме само почитување. Славица, можеме да очекуваме некој нов видеозапис од тебе? Па да, еве, моментално работиме на неколку проекти и со брат ми, така да и он е во музиката. Може да очекувате, се разбира. Паралелно, нели, си го така терам и факултетот. Факултетот ми е многу битен, многу важен. Пред се го ставам на прво место, пред тоа што мислам дека образованието е многу битна работа. И нели, нормално го сакам тоа што го учам. Така да, еве, уш малку ми остава мене сега со општа медицина, 5-та година сум веќе. Но во секој случај ќе те гледаме и на музичката сцена и како доктор и ќе не лечиш. Никако нема да го запоставам нито. Се надевам, се надевам дека ќе се гордееме со вас, Софија. Кога ова емисија ќе се емитува, не знам, некако мислам дека ќе сме при крај со надпреварите за шампионската титула. Ете, при крај со надпреварите, во полуфинале сме во моментот. Ќе се бориме за финале и се надевам кога емисија дека се емитува, ќе играм на финале. И веќе ќе сте шампиони. Да, конечно, после колку ќе дојде околу 10-11 години кога е основан клубот, може би 12, конечно ќе освоиме една шампионска титула, ќе го израдуваме градот и секако ќе си направиме едно задоволство за нас. Може, сигурно ќе продолжи да ме следите уште со одбојката. Имаме репрезентација, која чекам дали ќе добијам повик, се надевам ќе бидам на поширокиот список. И уште многу ќе гледаме и ќе слушаме за тебе, правник. Да. Јас навистина уживав во разговорот со вас, со вакви млади, амбициозни и успешни млади луѓе, ајде да не ве кажам деца, не сте деца, сепак сте изградени како личности. Се надевам дека и јавноста, нели, и публиката уживаше во овој разговор. Има многу што да се научи од вас и мислам дека ќе направиме уште некоја емисија во иднина, ќе разговараме и на други теми, затоа што пак ќе кажам, има многу што да се учи од вас младите и ние повозрасните има што да научиме од вас. А она што го запомнавме е дека треба да се направи еден идеален баланс. Нели, помеѓу послушноста и себепочитувањето. Ве благодарам. Благодарам вас. И благодарам и на вас што не следевте со внимание и се гледаме наредната специјална емисија на Биди своји.